Состојбата со квалитетот на воздухот во Велес во месец декември претходната година беше драматична. Велешани се гуше од нечистиот воздух, но според мерните станици за проверка на квалитетот на амбиенталниот воздух во Велес на еколошкото друштво Вила Зора, бројките повторно се поразителни. Подпредседателката на Вила Зора Сашка Коцевска во телефонски разговор со Здравкин ја прикажа последната статистика од направените анализи. Најпрво сакам да истакнам дека Вила Зора редовно ги следи мерните станици, односно параметрите кои што ги покажуваат и водиме статистика. Сега моментално, бидејќи мерните станици се уште немаат архива на податоците, ние се земавме за обврска на час и половина да си ги бележиме, да го бележиме загадувањето и потоа во крај на ден во една статистика се прикажуваат, значи се дава просекот од сите дневни обележани параметри. Оно што најмногу нас не интересира се PM2,5 и PM10 частичките и оние графикони кои што ги изработуваме се на овие параметри. Според Светската здравствена организација, референтните вредности за PM2,5 се 25 мг на метар кубен и за PM10 се 50 мг на метар кубен. Конкретно за вчерашниот ден. За вчерашниот ден загадувањето најмногу беше во Нова населба, значи измерени се за PM2,5 175,8, значи дека е веќе 7 пати над дозволената граница, а PM10 во Нова населба измерени се средна вредност 179,22, значи тоа се повеќе од 3,5 пати над дозволеното. Во Нова населба е најголема, сега според нашите мерења, најголема загаденоста, а пример, истата статистика е направена и за Центар. За Центар во PM10 средна вредност во текот на 21 година е 77,10. Тоа значи дека е 1,5 пат над дозволеното. А за PM2,5 средната вредност е 68,9, значи повеќе од 2 пати над дозволеното. Значи тоа е само за вчерашниот ден. Предходниот ден, пример за 20, исто така имаше измерено уште поголеми концентрации. Пример во Нова населба, средната вредност на PM10 беше 184,5, значи 3,5 пати повеќе од дозволеното. За PM2,5 во Нова населба средната вредност беше 181,25. Тоа е 7,5 пати над дозволената граница. Овие се веќе алармантни бројки. Сакам да нагласам и дека во текот на вчерашниот ден, како и денешниот и предходниот ден, имаме ветровито време. Ние мислам дека при ветровито време не би требало да е концентрацијата на PM честички толку многу висока, меѓутоа сепак, значи во воздухот има исклучително висока концентрација на PM честички.